Социјалдемократите два пати ја казнуваат диаспората, нивното владење ги сели граѓаните, а сега во дует со левица преку 13.000 амандмани сакаат да ја спречат диаспората да гласа. Премиерот Христијан Мицкоски ги обвини СДСМ и левица за блокада на донесувањето на новиот изборен законник и спречување на електронското гласање на македонската диаспора. Според него, СДСМ и левица немаат доверба во иселениците и намерно блокираат за нашинците во странство да не им се овозможи полесно да го остварат своето избирачко право. Мицкоски оцени дека станува збор за политички филибастеринг и порача дека гласањето на диаспората е црвена линија од која владата нема да се откаже. Одби да го потпише поднесувањето на изборниот законник кој што тие го предлага, кој што тие го усогласува, ние им прифаќавме се што сака, се што мислевме дека е во согласност со нормалното однесување, ние прифативме, вклучително и парите за финансирање на кампања, нешто што им беше најбитно, тоа им беше главен приоритет, да имаат повеќе пари за финансирање на кампања. Све им прифативме и на крај рекоа не, ние ова нема да го потпишеме. Еве, ви ветуваме, нема да правиме филибастеринг со амандмани. Вие изгласајте си го, ние ќе бидеме воздржани. Власта ги прифатила речиси сите забелешки и предлози на опозицијата за измените на изборниот законник, вклучително и оние што се однесуваат на финансирањето на изборната кампања. Според Мицкоски, од левица биле најзасегнати за финансиите, но им се удоволило на сите забелешки. Сепак, СДСМ и левица во последен момент се повлекле од договореното и наместо поддршка излегоа со блокада. Замислете да им дадете можност тие да одлучуваат за вашата иднина. Кога тие ве лажат, во очи ве гледаат и ве лажат, а позади завеса нешто сосема друго прават. Впрочем, се сеќавате на сведочење на поранешниот претседател на владата Зоран Заев во парламентот, кога јасно кажа дека се обезбедувале ресурси за да левица одземала гласови од ВМРО ДПМН, нейни парламентарни избори, а потоа ако добиеле пратеници, требало да бидат во коалиција со СДСМ и да ја поддржуваат неговата влада. Инаку, измените на изборниот законник се дел од реформската агенда на владата и од обврските што државата ги презеде во рамки на евроинтегративниот процес. Предлог текстот е подготвуван подолг период, а во него се вградени препораки на мисијата на ОПСЕ по претходните изборни циклуси. Измени има во правилата за финансирање на изборните кампањи, унапредување на изборната администрација, ажурирање на избирачкиот список, како и воведување можност за електронско гласање на диаспората. Предлог законот влезе во собраниска процедура, но не ја помина Комисијата за политички системи откако СДСМ и левица поднесоа околу 13.000 амандмани.